Се уште не е започната постапката за санација и реконструкција на кровниот покривач на училиштата Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, во кои се образуваат 2500 ученици. Од овие училишта информираа дека остануваат ветувањата од Министерството за образование и наука дека ќе се реши овој проблем. Посочуваа дека секојдневно се во комуникација со ресорниот министер, но дека не знаат докаде е постапката за која што Министерството е целосно надлежно. За жал, ние се уште работиме во вакви услови. Запознаена јавноста уште на крајот на месец август, 2 дена пред почетокот на новата учебна година. Со владина одлука беше донесена санација на кровен покривач на училиштето. Самиот процес за санација на кровниот покривач трае од 2020 година. Меѓутоа, еве во месец август, заедно со владата дојдовме до едно заедничко решение, каде што кровниот покривач треба да биде саниран со средства одредени, односно од владата одобрени, во вредност од 15 милиони денари. Со владата и со министерот Јетон Шичири имаме непосредна комуникација, да не кажам скоро секојдневна комуникација, каде што добиваме ветување дека ќе биде направен кровот, меѓутоа, за жал, се уште кровот на училиштата, тоа се 2 училишта, знаете, една училишна зграда во која и основното училиште Браќа Миладиновци и основното училиште Крсте Мисирков, кое се опфатно имаме 2500 ученика, се уште немаме апсолутно никаква информација дека тендерот е отпочнат, бидејќи целата тендерска постапка си ја прави Министерството за образование и наука. Министерството си избира најповолен понудувач и со тоа отпочнуваат градежните работи. Последната информација и комуникација со министрот, бидете трпеливи, во постапка сме со тендерска документација и истата треба да помине на владина седница. Од Браќа Миладиновци нагласуваат дека и покрај неповолните услови воспитно-образовниот процес се одвива непречено. Околу 2080 ученици се дислоцирани во гимназијата Гоце Делчев и објектот на улицата Тане Георгиевски. Изразуваат благодарност до родителите за досегашната соработка и разбирање, но нагласуваат дека веќе се јавува одреден револт и кај нив. Со објавување на она изјава од владата, беше ветено дека при крајот на месец ноември ќе се заврши целосната тендерска постапка и се надевавме дека барем почетокот на второ полугодие ќе го започнеме со реновиран кровен покривач и наставниот процес да се одвива непречено, бидејќи знаете дека имаме дислоцирано паралелки од 3-тиот кат. На 3-тиот кат воопшто немаме ученици заради безбедноста на учениците. Се уште немаме апсолутно никаков допис, никаква дојава, но сепак се надевам дека ако ништо друго, можеби зимскиот распуст ќе биде период каде што Министерството ќе ги преземе градежните работи и почетокот на второ полугодие да го започнеме во едни нормални услови како што доликуваат на 2500 ученици. За среќа до сега немаше обилни врнежи од дожд, но од училиштата стравуваат каква ќе биде состојбата во периодот што следи, бидејќи проблемот со кровот може само дополнително да се влоши. Директорката нагласува дека проблемот датира од август 2020 година, откако дошла на позицијата за само неколку дена биле преземени мерки, односно бил доставен изработениот проект од јавното претпријатие Куманово план и било аплицирано. Од тогаш следувале неколку повици нови предмет-пресметки и апликации кои што ги барало Министерството. Сите услови, велат, беа испочитувани.